Со самата нејзина најава дека ќе ја напушти партиската функција, започна процесот кој ќе заврши со надпревар за нов шеф на конзервативната партија, кој потоа како премиер ќе продолжи да раководи со Брекзитот. Во британскиот парламентарен систем владеачката партија може да го замени својот лидер на многу начини и да избере нов. Кој да биде избран за лидер на конзервативците, ќе стане и нов премиер, а на оваа позиција ќе биде во можност да остане до следните избори кои треба да се одржат во 2022 година. Сепак тоа би можело да се случи порано во случај парламентот да гласа за недоверба на владата. Во Британија не е непознато да се добие нов премиер без избори. Самата Тереза Меј дојде на чело на владата во 2016 година, кога го замени Дејвид Камерон по референдумот за Брекзитот. Изборот за лидер на конзервативците е отворен за сите 313 пратеници на таа партија. Конечната одлука ја носат со гласање околу 120.000 членови на партијата низ цела Британија. Надавањето официјално ќе започне на 10 јуни, а Тереза Меј ќе остане премиер во технички мандат, додека нејзиниот наследник не биде избран. Оставката на Меј нема да ја промени рамнотежата на силите во длабоко поделениот парламент, кои не може да се договорат за тоа што треба да биде следниот чекор кон исполнување на желбите на гласачите за напуштање на Европската Унија. Парламентот не го поддржува Брекзитот без договор за истапување, но неговата способност да го спречи тоа ќе биде ограничена ако новиот премиер реши да го преземе тој пат. Како што стојат работите, Британија ќе напушти Унијата на 31 октомври, освен ако не побара понатамошно одложување, а другите членки тоа едногласно не го одобрат. Некои пратеници се залагаат за нов референдум, додека други тврдат дека само така наречениот тежок Брекзит представува почитување на резултатите од референдумот.